на сите и добредојдовте во моето ново видео на мојот YouTube канал. Многу од вас ми побараа да снимам видео за мејкап, така да јас одлучив ова видео да го посветам за сите оние кои што можеби не знаат како правилно да се нашминкат и не ги знаат, така да кажам, основните чекори за мејкап лук. Така да денеска сакам јас да ви ги покажам тие основни чекори за мејкап лук што се однесува само за лицето. За понатаму доколку ви интересира како да научите да нанесете ајлајнер, како правилно се бленда сенка, можам и тоа да го снимам, но сега би сакала да ви ги покажам тие основни чекори, како да кажам, како некоја база во однос на лицето. Сите овие чекори јас ги учев на курсот кој го посетував. Многу ми помогна да се развијам тој дел на правилни чекори на нанесување на производи, сите тие нешта кои што јас можеби претходно ги знаем, но не во целост, но на тој курс кој го посетував, навистина многу ми помогна за да стекнам, може и така да кажам, поголема самодоверба. Јас иако некои нешта ги знаев претходно, не бев можеби целосно сигурна, но после курсот навистина стекнав многу поголемо знаење, многу поголема и контрола на мојата рака. Колку вие сакате да бидете можеби професионален мејкап артист, секако дека препорачувам да посетите некој професионален курс за шминка. Многу повеќе би ви помогнало за ваша, и така да кажам, лична изградба, за ваше поголемо и искуство, не можам да кажам, затоа што искуството се стекнува нели со повеќе клиенти, со повеќе работа, со повеќе вежбање. Тоа истото и на мене ми е потребно, но верувам дека ќе биде во иднина. Но сега може да преминеме на видеото и да ви ги покажам кои се тие основни чекори, како правилно се нанесуваат производи. Така да јас сум тука сега да ви покажам како тоа да изгледа перфектно на вашето лице. Сега, првото нешто кое што сакам да го истакнам, дека сите тие производи вие ќе ги нанесете, но пред да ги нанесете има нешто многу побитно, а тоа е самата припрема на лицето. Многу е битна хидратацијата на лицето, за да може тие производи да легнат добро на вашата кожа, да не ја исушат вашата кожа, да не направат некоја иритација можеби. Јас додека ги објаснувам основните чекори, исто така можам да ви дадам некои препораки за производи, така да може да почнеме. Сега јас, за да не губиме време, го припремив лицето така што го исчистив со мицеларна вода и ставив хидратантен мист. Сега ќе ви ги покажам и другите производи чекор по чекор. Што се однесува до мицеларната вода, можам да ви ги препорачам оние кои мислам дека се најдобри, а тие се мицеларната вода на Garnier, Eucerin, Bioderma. Исто така многу е битно да ставите и хидратантен мист. Оној за кој јас можам да кажам дека мене ми е многу убав и го користам е на Ziaja. Има зелен и плавиот, јас го користам плавиот. Исто така на Revox во Dije може да го најдете. На Ardeko 3 во 1 исто така знам дека е добар. Така да се однесува за хидратантните мистови. Има и многу други, но овие би ги препорачала затоа што знам дека се добри. Сега што се однесува до хидратантна крема, можам многу да набројувам, но на која можам да ја издвојам како добра, така да кажам, и што многу се користи во светот на шминкерите, тоа е кремата на Embryolisse и дефинитивно најдобра, најкористена. Ако би сакали нешто малце поевтино, на Balea Aqua гел, но тој на пример за мене како за сува кожа не ми е добар, на мене лично не ми одговара. Нешто што јас пронајдов во последен период и многу ми одговара и баш ми се допаѓа на мојата кожа. Баш ми омекнува кожата и сакам да кажам дека доколку имате сува кожа, сите препораки. Јас ја користам оваа на Ziaja со алоe. Има такви смирувачки својства во неа и баш ја омекнува кожата и ја прави еластична, така да сите препораки. Може да почнеме. Ќе си ја ставам оваа мојата крема, која многу ја сакам. Обовезно си правиме и хидратација на уста. Се ставаме лабело. Вие може да користите оно што најмногу ви одговара, јас го користам ова лабело на лабело. Но најдоброто според мене е на Carmex. Сега, доколку вие ги сретувате вегите, што во мојот случај тоа го нема, јас само си ги чештам вегите, но доколку има потреба, понекогаш и ги потполнувам, но тоа е многу ретко. Сега јас ќе ги потполнам, значи не притискате, потполнуваме само таму каде што е потребно. И не ставам гел за веги, зашто не сакам кога се чувствувам стегнато на лицето, така да не користам гелови. Но онако можам да ви го препорачам вам е гел за веги на Got2b.
има убави на Essence, исто така моливи за веги се убави на Golden Rose, убави се и на Essence, имате убави на Catrice, така да се е до вкусот, може да испробате различни, некои на вас најмногу би ви одговарале. Еве, например, јас кога велам дека не сакам да ги цртам вегите, тоа затоа што еве изгледам вака. Јас моментално го користам ова моливче на Revolution, сега малце ќе ги исчешлам вегите, за да не ми изгледа толку многу темно, но секако не ми се допаѓа воопшто, ова го правам само заради видео, но е многу битно да правите само како мали тенки исцртувања, да не стискате на вегите, зашто тоа нема да личи на ништо. И обавезно си чешлате, доколку сакате после. Се зависи, значи, до вашиот вкус. Доколку сакате после, може да ги поминете и со коректор, за да ви изгледат почисто, посредени. И јас ви покажувам како се шминкам јас за секој ден и како тоа мене ми издржува цел ден. Значи, на работа цели 8 часа, после тоа доколку има потреба, шминката ми стои уште на лицето, не се мрднува, се е окей. Нормално е зоната малку да се измрсни, но јас во секојдневна шминка не употребувам пудра, користам коректор и за мене тоа сосем окей, но доколку вие сте несигурни и имате можеби акни на лицето и сакате да ги прекриете, окей е, мада јас не препорачувам, зашто кога имате акни и кога лицето ви е сфрлено, најдобро мислам да си пронајдете некој свој скинкер кој ќе си го одржувате, ќе бидете активни во тоа, за да се исчисти вашето лице. Оно што можам јас да го кажам е дека кога имате сфрлување на лицето, не е добро уште повеќе да го воспалувате со пудри, со многу течни контури, со многу сетирање на лицето. Со тоа правите уште многу поголема иритација на лицето, како да си правите самоубиство сами на себе. Така да не би препорачала, но доколку тоа е ваша желба и вие така сакате, јас сега ќе ви препорачам неколку пудри. Она кој јас ја користам е L'Oreal Infallible, но оваа не е за секој ден, оваа ми е за некои поспецијални прилики. Например, некој роден ден, нешто сакам да изгледа малку подобро, повпечатливо, тогаш ја користам оваа, има многу добра покривна моќ и во себе мислам дека имаше витамин С, така да за мене е супер. Но вака, ако сакате да користите пудра за секој ден, тогаш ја препорачувам оваа Fit Me пудрата. Оваа исто многу добра ми се покажа и ја користам веќе многу долго време, но сепак ќе кажам дека не ги користам секој ден. И кој за секојдневна употреба не ја користам секој ден. Користам коректор за секојдневна, например на работа и за така некои секојдневни обврски, кога сакам да изгледам средано, користам само коректор. Оно што многу делува, така да кажам, е тоа да си ги нанесувате производите прво на раката, нормално раката да биде чиста, а потоа на лицето. Ги нанесуваме првин со четка, потоа блендаме со beauty blender. Иако не го практикуваме сите ова секојдневно, ова е она што е правилно и јас мора да ви го кажам. За овие течни производи за да ги нанесам, си користам некоја некоја тврда четкичка и си земам од производот и си нанесувам на лицето. И многу е битно да ви биде измијан beauty блендерот, значи да биде влажен и си тапкам полека. Сегогаш оно што може би не напомена, сегогаш многу подобро да ставите многу помалце производ на раката, бидејќи сегогаш можете да одарете, но не можете да одземете, зашто или ќе си го фрлите производот, ќе го избришите со марамче, или ќе ставите безпотребно многу повеќе производ на вашето лице од она што е потребно, така да нема потреба да се тоа. Ако не ви дадов препорака за пудри, ви ги дадов оние препораки кои јас ги користам, но добри пудри има на L'Oreal, добри пудри имате на Art Deco, има добри пудри на општо производите на Inglot, има добри пудри на Kiko Milano. Една можеби најкористена пудра е на Estée Lauder за така да кажем професионален изглед, професионална шминка, но сега кој сака да изгледа професионално на шминка на секој ден, може да си ја користи таа. Што се однесува до течните контури, знам дека една од најкористената се контурите на Golden Rose, исто така има добри контури и на Kiko Milano, имате и на NYX, има и поевтини,
Тоа се контурите на Essence, има добри контури исто и така и на Catrice. Јас не користам за секојдневна употреба течни контури, така да производите ги имам многу подолго, така да јас пред доста време си го купив овој стик пред подолго време и го имам подолго време и мене лично ми се покажа многу добро, еве како изгледа и тоа си ставаме на рака. Сега за контурите не ми е потребна четка, си взимам вака со Beauty Blender. Самото лице ви покажува каде од прилика вие би требале да го нанесете производот, како што еве за контура имаме тука истакнато овакви сенки. Че треба да ја следиме оваа линија и одиме полека со тапкање, значи не разликуваме, не одиме надоле, не одиме нагоре, значи само ја следиме таа сенка и тапкаме. Овој вишок производ може да продолжиме и на челото. И сега јас не го контурирам многу челото, бидејќи имам мало чело и не ми е потребно многу контурирање. Сега одиме и со течен блаш. Течен блаш можете многу убави да најдете. Има многу убави на Milk, има и на Aura и она која што јас го користам и ми е преубаво е на Essence. Тоа е ова на Essence Baby Got Blush. Имаме на рака малку производ, си зиваме од производот и сега, зашто имам веќе многу производ тука, го нанесам помалку и на двете страни и потоа ќе го изблендам. Значи, одиме сето ова да го соединиме заедно со контурата претходно. Доколку мислите дека сето ова ви е многу, не се грижите, затоа што потоа затоа е многу поубаво да се стават прво контури, а потоа да се става коректор, бидејќи со коректорот го бришеме сето она кое е премногу или може би сме претерале, сето тоа го одзимаме со коректор. Нареден чекор ни е коректор. Што се однесува до коректори, можам да ви набројам многу, имате многу добри и на Kiko Milano, и на NYX, и на Maybelline, и на L'Oreal. Има добар на Catrice, кој јас го користам веќе долго време, за мене се покажа многу добар, а тоа е овој камуфлаж. Исто така, еден меѓу најдобрите коректори, според мене, е овој на L'Oreal и овој Infallible, кој не знам зашто ми се избришале буквите. Ова е прекрасен луѓе, но не е за секојдневна употреба според мене, бидејќи многу е кремаст, многу добро се бленда, многу добро изгледа и многу е јак според мене. Има многу силна покривна моќ, значи исто е како пудрата, има многу силна покривна моќ, така да не го користам за секој ден. Значи, повторно ви го кажувам она што е правилно, сепак секогаш си ставаме производ на рака, што знам дека не го практикуваме сите ова, но кога работите со клиенти, секогаш е најдобро да се става производот на рака, бидејќи не е добро со самиот апликатор да ставаме на сите, бидејќи има различни кожи, може да дојдат до многу големи иритации, инфекции, така да тоа секако не е препорачливо во никој случај. Си взимам повторно мојата четка и со која нанесов и пудра претходно, си зијам од производот и си ставам. Значи, сега ви кажувам на кои места е добро да се става коректор. Обавезно, значи, под очите. Доколку го контурираме носот, си ставаме и на носот. Јас во овој случај не го исконтурирам носот, но сегогаш си ставам и на носот. Ставаме тука на челото, значи ставаме на целата Т-зона, накратко. Тука. И тука. Сега некој си прави линија тука со коректор, што не е, може би, за нешто многу добро, но, како што кажав, ако сте поминеле со контурите многу поделе, ништо не е грешка да исправите вака со... Но со многу малку коректор, не со многу да биде тоа видно, зашто нема да изгледа баш добро. Значи, малце. И јас оно кое што го правам е сегогаш го оставам коректорот под очи малку повеќе да ми отстои, ги блендам останатите делови од лицето. Одиме прво со брадата, за да не ми остане таква оштра линија, но сепак после тоа ќе го поправиме и со прашкастите контури.
Сега, доколку имате претходно ставено контура на носот, можете слободно да изблендате вака и со прст. После ќе ставам многу малце од прашкаста контура, но течна не ставам. Сега блендаме и под очите. Значи, за да го изблендате секој дел под очите, убаво е вака да го стиснете блендерот и тогаш да блендате, за да ги дофатите сите и најнезгодни делови покрај окото, за да не си бркнете во око, нели? Ке ставам тука малку и на капакот, зашто ќе ми даде многу поубав и посвеж изглед. Ставаме и бейкинг паудер, одиме да го сетираме лицето. Се однесува до сетирање на лицето. Имате добри на Art Deco, има добри на Too Faced, од поскапите има добри на многу, да не ги набројувам, добри си на Huda Beauty, на Anastasia, исто така добар и на Maybelline Fit Me. Јас го користам моментално подолго време, го користам овој на Revolution. И колку и да го користам, колку и да го трошам, не се троши, не знам што е работата со овој бейкинг паудер. Откако си земавме производ на ова туферче, никогаш не го ставаме директно на под очите, не го ставаме директно на лицето, особено под очите. Зошто? Бидејќи многу е битно текстурата која што ја ставате под окото, например, бидејќи каква текстура ставаш, таква ќе ти биде. Ако не сакаш да ти биде такво блуткаво за никаде, тогаш обавезно си го зимаш ова туферче со производот и си тапкаш прво на раката. Зашто, например, сигурно не сакате да ви остане такво прашкасто, туку сакате да имате убава текстура, убаво нанесен производ, си тапкате прво на рака и сега кога ќе биде се тоа мазно на раката, сигурно дека ќе биде добро и на лицето. Но, за да не ви останат такви брчки, си зимате beauty blender. Си гледате вака нагоре, си блендате уште еднаш за да биде се добро, да не останат такви линии и одма си ставате, значи не жмурите, не го притискате лицето, значи си останувате мирни, значи блендаме за да не остануваат никакви линии и веднаш после тоа си ставаме производ за да не остануваат такви линии. И тоа е тоа. Е битна и T-зоната да се сетира за да не се мрсни толку многу брзо. А за сите оние кои што можеби не знаат што е T-зона, тоа е овој дел тука, кој најбрзо се мрсни. Наредно што ставаме е бронзер во прав. Оние кои што можам да ги препорачам, имате добри на Kiko Milano, на Essence, на Revolution. Јас го користам овој на Revolution. Си користам една ваква коса четка. Не е многу голема, затоа што според мене не е добро да се користат големи четки за бронзери, за руменила и воопшто не се да добро, затоа е подобро да се користат помали четки. За бронзер е до некаде, но си извинувам за руменила и може да се користи малку поголема четка, но да не биде претерано голема до ние онаквите бушеви големи. А за бронзер, значи никако. Си зијаме производот, го истрасуваме она што е вишокот и повторно ја следиме оваа линија. Она што е многу битно, кога зијаме производ, не влечеме вака со четката силно, значи си ја следиме оваа линија и значи само си тапкаме. Ето вака. Сегаш со овие прашкасти контури мора да пазиме, зошто бидејќи кога зијаме производ не ставаме од средината на лицето, значи си ставаме од крајот. Зошто? Бидејќи подобро е тука да остане оној вишок производ, бидејќи нема толку многу да изгледа лошо. Ако ставиме тука на средината, тоа ќе изгледа навистина многу лошо. Оно што го прави изгледот уште побољно, си зијам, значи, една ваква флафи четвичка, мека, за очи. Си зијам од производот и ставам на очи. Одиме сега и со руменило. Јас пред некое време ја земав оваа палета на Дебора,
што е со некои 3 нијанси. Има прашкаста контура и руменило, меѓутоа овие две воопшто не ми се допаѓаат. Ова руменило ми се покажа окей, така да ми се допаѓа и го користам. Од руменило имате убави, знам дека на Kiko Milano и едни од најубавите на Aura. Си взимаме полека, истресуваме се што е вишок и, како што кажав, одиме од крајот, не од средината. И полека со нежни допири тапкаме. Сега дојдовме и до маскара. Јас пред некој време ја купив оваа црно-белата на Essence, екстремен волумен и ми се покажа окей, а претходно веќе долго време ја користам оваа Call Me Queen, откако излезе, па допред скоро ја користев цело време неа и можам да кажам дека за мене е една од најдобрите, но што се однесува до маскари, има навистина за различни цени, од различни брендови, има многу добри, но овие се оние кои на мене најмногу ми одговараат. Еви, вие самите можете да видите разликата. И ова е само со еден слој. Што се однесува за уста, производи за уста, не знам колку би можела да ги препорачам, зашто има навистина огромен број на убави производи за уста, што се однесува и до моливи, и до кармини. Имате многу убави другериски моливи за уста, кармини имате многу убави во DM, и на Essence, и на Catrice, и на некои поскапи брендови, така да од овој дел не би сакала да налегувам многу повеќе, само ќе ви покажам мојата секојдневна варијанта на Lip Combo, која мене ми е фантастична. Пред се ќе ставам лабело, ја користам ова моливче на Brooklyn во не знам кој број. Мислам дека е 220 нијанса. Прво ќе ставам уште малце лабело. Потоа си ставам многу малку моливче. И ставам од овој сјај на Kiko 3D Hydra, прекрасна нијанса е. И ова е, значи, навистина мојата секојдневна комбинација на Lip Combo. Епа, дечки, еве, јас сум спремна. Ви ги покажав сите чекори. Мислам дека изоставив само едно нешто, тоа беше хайлайтер. Бидејќи хайлайтер не користам и не ставам, но имате навистина многу убави хайлайтери и на Kiko, и на Essence, и на Catrice, така да и што се однесува исто така и до хайлайтер, може да најдете навистина убави квалитетни хайлайтери. И нормално, доколку сакате на крајот, ставате фиксатор и јас не ставам, значи ви покажувам секојдневна варијанта. Но многу често мистот на зјаја кој го ставам пред шминка, го ставам и на крајот, бидејќи убаво ми ја освежува кожата и често тоа си го ставам, но доколку сакате и не морате, или може да користите фиксатор, може да си ставите и фиксатор, но доколку се шминкате за некоја посебна прилика и сакате шминката да ви остане многу подолго, тогаш неопходно е да ставите фиксатор, бидејќи ако сте на сонце изложени, тогаш веројатноста дека шминката ќе ви се растече и ќе ви се уништи е многу поголема. Јас навистина се надевам дека ви ги објаснив убаво сите чекори, еден по еден, како да достигнете еден убав нежен мейкап лук за секојдневна варијанта. Ова е начинот на кој што јас ќе се шминкам секој ден и плюс не ставам пудра, а овој пат ставив за да ви покажам како правилен начин се нанесуваат производите и кои се тие грешки кои, еве, например, многу често се среќавам со видеа луѓе жени на кои им сметат тие такви линии под очите и кои се грешките што ги прават, така да јас се надевам дека со ова видео ви ги објаснив тие грешки, како правилно да ги нанесете производите. Ова го снимам бидејќи на Инстаграм добив доста пораки од девојчиња кои ми предложија да снимам видеа повеќе за мейкап.
А доколку вас ве интересира уште нешто, слободно можете да ми пишете коментари, да ме прашате, или ќе ви одговорам во коментар, или пак можеби, ако ми биде инспирација и да го снимам во некое наредно видео, може да ме следите исто така и на моите други социјални мрежи, а тоа е TikTok и Instagram. Тука ќе ви оставам како може да ме најдете на TikTok и на Instagram. Се надевам дека ќе ме заследите. Уште еднаш благодарам на сите кои станавте до крај. А вие, доколку ви се допадна ова видео, лајкнете го, коментирате и препратете се на мојот канал. Јас тука ве поздравувам и ви испраќам едно големо срце. Муа!